Иако задоцни 15 дена, сепак при крај сејбата на ориз во Облечево. Земјоделците велат дека најголем дел од нивите веќе се засејани, а сега во моментот се сеат поситните сорти ориз кои имаат пократка вегетација. Согласно временските услови, престојното лето ќе се знае дали ќе доцни жетвата или ќе започне навремено. Сејбата се одвива веќе при крај. Има уште некои можеби 200 до 300 хектари ориз кои што треба да се посеат. На делот на село Облечево, каде што сум јас, има околу 200-300 хектари кои што треба да се наполнат. Сејбата касни едно 15-20 дена. Како ќе биде летото, пред нас престојат 3 месеци. Може да се случи да имаме добра сезона со високи температури и да постигне оризот. Сега после 20 мај се сеат ситните сорти на ориз. Крупните веќе не можеме да ги засејуваме, бидејќи тие имаат подолга вегетација од 160 дена некои. А овие со кратка вегетација од 120 дена се надеваме дека ќе успеат до 1 октомври да стасат. Во меѓувреме, дел од оризот се уште стои во амбарите, па земјоделците очекуваат да започне откупот на стокови резерви и да има соодветна цена за белото злато. Јас сметам дека има 5000 тони ориз и се надеваме дека и повикуваме на Министерството за земјоделие да изнајде решение кое што ќе значи да се реши и да се решите тие количини со ориз кои што стојат, но се надеваме дека и мерката 6 денари ќе продолжи понатаму и ќе почне откупот за стокови резерви кои што нели е во внесен веќе во собрание и помина на финансии. За сега кај оризот не се забележани некои болести како што тоа беше пример пред неколку години.